Да благодаря на директора Сашо Тодоровски, че ме покани да реализираме този текст на моя скъп приятел Сашко Насев, един от най-добрите македонски драматурзи. От много години исках да работя тук, най-вече с моя приятел Горан Илич и Кети Дончевска Илич, с които се оговаряме и никога не ставаше проекта. И ето сега стана, благодарение на ръководството. Това е пиеса за всички нас, за живота, за хората, които са в залата, за зрителите, а и пиеса за нас, уметниците, за актьерите, за режисерите, за целият този сложен, абсурден живот, който живееме не само в последните години, а и абсурдността на днешното време, в което сме. Това не е политически спектакъл, това е психологическо представление, психологически спектакъл за нашите мисли, чувства, усещания за света, в който живееме, в този глобален, жесток свят, в който сме родени и в който ни е отсъдено от Господ да живееме. Искам да благодаря на Кети, на Горан, на Симона за страхотната съработка, на Кръсте, на Кети, на Таня, целият екип технически, който обслужваше това представление. Изключително ползотворна работа. Мисля, че публиката ще бъде доволна да дойдат да гледат, да сме живи и здрави всичките. Това е сериозно представление за сериозна публика в несериозно време. Значи, со Владлен Александров се знаеме околу 3 децении и веќе имаме работено пред 20 години точно во еден друг театар, една друга представа. И таа соработка беше успешна тогаш. Мислам, гостувавме на неколку фестивали тука на Балканот и се договараме на повеќе теми се договаравме да дојде и сега случајно испадна ова без моје знаење, значи не се договараше директно со мене, туку со управата и за наша среќа дојде Владлен тука да работи. Инаку, ние сме последните мохиканци од тој тип на театар кој поддржува и визуелна уметност и ова што се однесува на речта, на зборот. Значи, помалку сме декадентни, но сепак човекот секојаш сака да се врати на нешто што е убаво, што е старо, да кажеме. Вие знаете, има оној Њутнов закон, како беше секое тело кое е изфрлено од првобитна место на постоење, има тенденција да се врати на тоа, бидејќи тука му е најубаво. За нас, актерите, најубаво место е сцената. Ни се случи пандемија, 2 години, или колку тамо, година и пол, не игравме, или игравме многу ретко, многу малку, и навистина бевме многу напнати. Таа креативност која требаше да си ја дозволуваме на сцената, ни остана дома во некои разговори. Тоа не е театар, значи имавме некакви си видеопрезентации и сепак тоа театарот се верификува само во однос на гледачот, кога имате пред себе гледачи, да го чувствувате дишењето, воздишките, аплаузите и само дури тогаш театарот има своја вистинска функција. Сега, ова представа би оставил некој друг нешто да каже за ова од овие млади креативци, не знам, Кети, затоа што, не знам јас што ви кажа, јас имам уште малку до пензија и навистина многу ми е важно да отидам од театарот, мислам во тој работен век да го завршам со аплаузи, а не со скапани домати или јајца, мислам, или да ме изсвиркува публиката. Значи, навистина ми е многу важно да се работат добри и паметни текстови. Мислам дека ова представа тоа ќе го понуди и го нуди
и дека публиката, значи ова представа не зборува за дневни актуелности, туку за некакви внатрешни, интимни, рефлексивни состојби на двајцата бивши љубовници, сегашни партнери, театарски колеги и животни сопатници. Така да се надевам дека публиката ќе ужива во оваа представа и дека ќе доаѓа да ја гледа. Моите колеги се ми се чини дека кажа, јас ќе кажам само нешто многу кратко, а тоа е дека сум задоволна што основата на оваа представа е актерот и актерството. Актерот и актерството во смисла на тоа што ние и колку ние актерите можеме да покажеме на сцена, но и како тематика. Многу често во животот се соочуваме ние актерите со мислата од останатите граѓани дека нашата професија е многу едноставна и дека нели ќе го научиме текстот, таму нешто некои движења и свето супер, ќе забавуваме публиката. Но овој текст и подготовката на оваа представа само повеќе покажува и докажува дека актерството е многу комплексна професија и дека ние актерите, како и секој обичен граѓанин, се наоѓаме многу често во неповолни ситуации од нашиот живот. Меѓутоа, сме ставени во ситуација нели да тие ги ставаме настрана за сметка на тоа дека ние во одреден момент, например, треба да се појавиме на сцена. Тоа е она кое што за мене представуваше голем предизвик при подготовката на оваа представа и некако за мене е задоволство да видиме и да покажеме како уствари ние актерите знаеме, можеме и мораме да живееме и на сцената и надвор од неа. Околу месец дена, последниве месец дена работевме текст насловен како Драма изгубена во времето, по мотиви на романата на Валтинос, кој што се вика Темно сино, речи си црно. Ова е текст на мојот професор и драматург Сашко Насев, кој што има еден многу убав спој на едни теми кои што не окружуваат сите нас всушност, и сето тоа е сублимирано во оваа драма. Се работи за теми од типот на животот, значи спојот на животот и смртта. Се работи за човекот како единка, човекот во однос на уметноста, на театарот, човекот како актер во сооднос со љубов или со колешка, односно со друга актерка. Опфатени се многу теми, се зборува за љубовта. И сето тоа, мислам дека многу успешно го направивме сите заедно. Со дозвола на авторот решивме да извршиме некоја интервенција на текстот, која што мислам дека беше многу оправдана. Споивме, значи, она што не е на нас потребно на сцена, она што е во дидаскалија, со една огромна умешност на режисерот Владлен Александров, беше многу во полза на актерите Горан Илич и Кети Дончевски Илич. Беше голем предизвик да се работи овој текст, затоа што сам по себе носи една тежина и една модерна тема, значи модерен начин на спремање на представа, односно се работи за една модерна представа. Сметам дека овој тип на текстови треба да се работат во иднина, поготово што се работи за дуодрама која што е во време на пандемија е предно за било кој театар, односно институција, и сметам дека сме погодиле дека овој тип на тема и овој тип на театар ќе се допаде на кумановската публика. Ќе имаме прилика да видиме низа на промени кои што ќе се случат на самата сцена. Актерите тоа многу вешто ќе го доловат на сцена, ќе оставиме резултатот да го, нели, на крајот да го каже публиката. Јас вака јавно сакам да им се заблагодарам што бев дел од оваа екипа. Се надевам дека успешно ќе изведем оваа представа до крај.
Исто така сакам да напоменам дека самите промени ќе се случуваат на сцената и со самите костими ќе се доловуваат сите тие нивни промени кои што ги носат ликовите, всушност нивната внатрешна борба, емоцијата, сите промени кои што животот им ги, сите препреки и промени кои што ги преживуваат. Сето тоа се надевам дека успешно го сработивме преку костимите. Сепак на крајот публиката го има последниот збор. Се надевам дека ќе уживате. Чест и задоволство е да се соработува со професионалци на сцената. Уметноста не поврзува. Од една страна глумата, од друга страна танцот и затоа танцовите движења само го надополнија и го збогатија сето она што се случува во самата драма. Влегов во целосно изграден тим кој функционира многу години и со самото тоа влегување по желба на целиот тим, по желба на режисерот, во самата драма внесовме нежен англиски валцер, потоа се појавуваат моменти на танго, се појавуваат моменти на фламенго со карактеристики од пасодоблето. Значи, секој еден од овие танци се различни со своите карактеристики и глумците вешто тоа успеа да го совладаат и се надевам да го пренесат успешно ќе го пренесат и врз публиката. Како дипломиран тренер по спортски танци и како професор од областа на кинезиологијата и спортскиот менеджмент, ова е уште еден предизвик за мене од многуте и кои секако ја збогатија ова мојата 20 годишна, ќе ја збогати уште повеќе мојата 20 годишна кариера и се надевам на уште долги успешни соработки и проекти со театарот. Јас не би должел премногу, бидејќи веќе скоро се кажано. Би кажал околу сценското решение дека пробавме заедно со режисерот да ја истакнеме целата театрашност на самите ликови, на самата сцена, на самиот живот, на сите тие чувства кои што се случуваат во сите нас, која што генерално навидом едноставна ја носи целата сложеност на нашето постоење, проткаена со некои детали кои што так ни изненадуваат на некој начин постоење секојдневно. За сите останата ќе оставиме публиката да види, да не откриваме премногу. И воедно би сакал да благодарам на целиот тим за соработка.